Чаир е на врвот на листата по бројот на спорни гласачи. Според списокот од Државната изборна комисија, 8659 спорни гласачи од вкупно 39520 се во Чаир. Веднаш зад него е Тетово со 6692 лица, Карпош каде што има 4008 избирачи и Центар со 3005 гласачи за кои ќе важи активната регистрација, доколку на предстојните парламентарни избори сакаат да гласаат и да останат во избирачкиот список. Во Газибаба вкупно има 2552 спорни гласачи, во Гостивар 3532, во Карпош има 4008 спорни избирачи, од кои најголем дел се во Сарај. Најмалку или еден таков гласач е регистриран во Пехчево. Меѓу 0 и 50 спорни гласачи има во Берово, Виница, Делчево, Кратово, Македонски Брод, Неготино и Пробиштип. Од 100 до 1000 во Струмица, Свети Николе, Ресен, Радовиш, Прилеп, Охрид, Крушево, Дебар, Кавадарци, Кочани, Велес, Гевгелија. Од списокот може да се види дека така наречените фантомски избирачи се најмногу бројни во општините каде што мнозинството се албанци. Според етничката структура од 40.000 спорни гласачи, 70% се албанци, потоа следуваат роми, македонци, муслимани и само неколку илјади се македонци. Ова деновиве во собраниска расправа го потврди Рафи Салити од Дуј, кој се противеше на можноста за бришење на овие гласачи. Представникот од Дуј не знам зошто прифатил да се направи еден ваков список од 39.520 граѓани. И меѓу нив има 26.000 албанци. Дуј веќе е на терен за да ги информира тие гласачи сами да се пријават во ДИК или во подрачните единици на комисијата. Според партиската административна проверка на Дуј, 80% од спорните гласачи албанци постојат и партиските теренци со списоци од куќа до куќа веќе ги информираат за саморегистрација. Гласачите кои се сметаат за спорни во избирачкиот список имаат рок од 25 дена да се запишаат на списокот на гласачи, а пријавувањето ќе биде по електронски пат преку специјална апликација на веб страницата на ДИК или лично во подрачните единици на Државната изборна комисија и во канцелариите на управата за водење на матични книги. До спорните гласачи ќе биде испратено и писмо преку кое ќе се информираат за потребата од пријавување.